12 на полицајци кои се обвинети за незаконското работење на кочанската дискотека Пулс на почеток од идниот месец ќе седнат на обвинителна клупа во кривичниот суд. Ќе им се суди во две одделни постапки. 9 од обвинетите се гонат за издавање позитивна согласност за вршење угостителска дејност, иако дискотеката го немала потребниот број на паркинг места. Така, според обвинителството, 2 години поред овозможиле Пулс да добие лиценца, а работата на клубот да му донесе на собственикот заработка од $500,000 денари. Во втората постапка ќе им се суди на 3 полициски службеници. Обвинети се дека при контрола на објектот и утврдени неправилности во работењето, прекршочните пријави ги напишале на името на згаснатата фирма под која претходно работела кочанската дискотека. 13 полицајци пак обвинителството гони како директни виновници за пожарот во Пулс. Тие го направиле и го спровеле планот за акцијска контрола во Пулс кој се одвивал ноќта кога се случил пожарот. Употребата на пиротехника не била претходно пријавена, па полицајците кои се наоѓале во дискотеката, според обвинителството, должни биле да го спречат активирањето, но тоа не го направиле. Според одбраната, дел од полицајците имале други должности и не може да се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Се работи за лица кои што истата вечер биле по наредба да барат продавачи на дрога и уживатели на дрога. Истите имат фатено еден од продавачите на дроги го имат изнесено надвор и затоа сметам дека апсолутно не стои обвинението дека истите морале и знаеле дека ќе има пиротехнички настан таа вечер. Од кривичниот суд велат дека до крајот на неделава предметот ќе биде испратен до сите адвокати. По добивање на нивните забелешки ќе следат оценка на обвинението и термин за почеток на судењето. Зоран Јаневски, Сител телевизија.